Да се биде родител на дете со посебни потреби не е само тежок животен предизвик, туку е и огромна жртва, целосно одрекување од нашиот личен живот и максимална деноноќна посветеност на животот на нашите деца, за што се потребни и многу пари. А родителската болка ја оставаме настрана, од и таа ке не боли додека сме живи. Вака ја опишуваат својата судбина родителите кои имаат деца со посебни потреби, алармирајќи дека државата ни приближно не го правела она што треба, ниту за нив, а уште помалку за нивните најмили. Пак ние од државата веќе од како сме самостојни 30 години не наидовме на разбирање. Имавме пред 5-6 месеци протести. Како државата не одговори ништо на тоа. Многу тешко се живее, значи. Размислете сега е со 100 евра посебен додаток на деца со посебни потреби. Што можеме да допринесеме, сите можат да знаат. Ние буквално немаме ништо. Лекарствата се пачкат. Не можеме да му купиме лекарства, не можеме. Разочарани од досегашната инертност на државата кон нив и се посвесни дека со стихиното изразување револт нема ништо да постигнат, родителите од Пелагонискиот регион формираа здружение со цел да ги принудат институциите за конечно да преземат нешто за оваа категорија граѓани. Велат, она што најмногу ги загрижува, освен бедниот посебен додаток од 5000 денари, е и грижата што ќе биде со овие деца после смртта на родителите, особено ако се има предвид и фактот што и родителите, борејќи се секојдневно со болеста на своите деца, и самите се разболуваат. Значи побарувам, имаме барајна да дојдеме до некаква пензија предвремена, да можеме да ги гледаме, зашто и ние родителите сме поразболени. Значи таква не е ситуацијата. Не знаеме колку ќе живееме и колку можеме да му помогнеме, значи. Според родителите на децата со посебни потреби, во Македонија е потребен коренит, системски приод за решавање на оваа сложена проблематика. Не се доволни посетите на овие деца само на празници и тие да се користат како рекламни кукли за наводна општествена емпатија. Овие деца имаат посебни потреби кои треба да се задоволуваат 24/7 во текот на целата година, реагираат родителите. Инаку, 3 декември е меѓународен ден на лицата со посебни потреби. Такви лица во Македонија има над 40.000 кои се класифицирани во различни групи, во зависност од видот и степенот на пречките во нивниот психофизички развој.